Поштовани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Како што знаете, секоја недела ова е терминот кога се среќаваме на фреквенцијата на ТВ канал ВИС и ги отвораме темите поврзани со земјоделството. Што и како се случува со струмичкото земјоделство, кои се предизвиците со кои се соочуваат намалените површини под обработливо земјиште, но и напуштањето на некои традиционални градинарски култури, се од прилика работите со кои што се соочува струмичкото земјоделство. На ова тема повеќе од разговорот со Ристо Велков, земјоделец и претседател на регионалниот синдикат на земјоделски производители. Значи, на почеток сме еве на нова сезона. Што годинава имате засејано најмногу под површините? Почетокот беше одамна во рано градинарство, уште пред новата година нашиот земјоделски производител пред се градинарот стартуваше со првата култура која што беше засадена на нашите површини, а тоа беше раната зелка. Зелка чијшто производ веќе уште пред 20 дена и се нуди на пазарот и сега за сега има добра цена, лесно се пласира. Инаку што е најкарактеристично за нашиот регион, култури кои што се застапени се доматата, краставицата, пиперот, и пред се тие се културите кои што на најголем број од површини се застапени. Така. Кажете ми кога очекувате првите плодови од френките, од доматите, од пиперот да стигнат на трапезата и како досега какви ви се најави очекувања за оваа откупна сезона? Лани поминавте прилично добро. Пред се, кога ќе стасат првите плодови и кои ќе се понудат првите производи на пазарите, зависи од временските прилики. Знаеме, како никогаш досега нашиот земјоделски производител оваа година најголем непријател е климатските услови. Тие се доста променети за разлика од претходните години. Знаеме, навечер доаѓа температурата и до минус 1-2, а додека денте во пластаникот е негде можеби 40 степени, што бара големо внимание од нашиот земјоделски производител како и на кој начин ќе ја адаптира температурата, ќе ја прилагоди температурата спрема културата која што е засадена на дадена површина. Инаку се очекува под парно кој што произведува оние под контролирани услови. Мислам дека при крајот на април месец веќе ќе бидат понудени и првите домашни домати од нашиот регион. Веќе се нуди краставицата, а додека оние кои што се произведуваат еве како овде на оваа површина под без контролирани услови некаде после 20 мај се надеваме дека ако временските услови бидат добри, дека ќе бидат понудени првите производи на нашите пазари. Така, ги спомнавте климатските промени, скапа ли адаптацијата на земјоделството врз тие климатски промени и колку е предвидливо сето тоа? Јас и претходно реков дека најголемиот непријател на нашиот земјоделски производител во текот на самото производство е промената на климатските фактори, тоест новите климатски услови под кои треба да произведува нашиот земјоделски производител. Мислам дека тешко во иднина ќе се справи нашиот производител пред се со високи дневни температури, вечерни ниски температури, а не само тоа и други услови влијаат, да речеме, врнежливото време, во даден временски период во иднинат ќе допринесат за појава на низа болести, бидејќи за појава на една болест која што ќе биде нападна на културата, битни се два фактори: висока влажност и висока температура. Така. Дали може би окрупнувањето на земјоделското производство, организираното производство може да помогне за надминување на овие кризи кои што ги носи со себе климата? Според мене, јас многу пати сум рекол дека на овој начин како што е поставен законот за окрупнување, мислам дека тешко ќе дојде до окрупнување кај нашиот земјоделски производител, а знаеме нашето земјоделие е расцепкано, еден земјоделски производител својот имот го има на повеќе парцели расцепкано. И јас низа пати сум рекол, приносените на закони во областа на земјоделието неминовно пред да се донесат закони да бидат понудени пред се на самите земјоделци, за и тие да учествуваат во носењето на самите закони, законски регулативи, и мислам ако се постапаше така, колку толку веќе процедурата за окрупнување ќе беше отпочната, но сега за сега мислам дека тешко ќе оди со оваа проблематика, а мислам дека иднината е во окрупнувањето, само треба законот да биде онака како што треба и мислам дека треба да му се објасни на нашиот земјоделски производител што значи самото окрупнување.
голем дел од земјоделските производители си мислат дека ќе ја изгубат својата површина или друг ќе биде сопственик и затоа пак ќе кажам пред носење на закон од областа на земјоделието неминовно е контактирање на самите земјоделски производители. Така. Во една последна анализа која што е направена и согласно потоците на Заводот за статистика, 7.500 хектари годишно се губат под обработливи површини. Каква е ситуацијата според вас во Струмичко последниве години? Се намалуваат ли обработливите површини? И дали за тоа обично два фактори влијат: иселувањето на младото население, но и трошоците на производство кои што се големи и кои што не се покриваат со цената која што потоа ја достигнуваат земјоделските производи. Па евидентно е дека е дојдено во последните неколку години до намалување со засадување на земјоделски култури на површините во Струмичкиот регион. Точно е тоа дека главните фактори за намалување на засадување на површини под земјоделски култури се ниските откупни цени, климатските фактори и баш поради тоа нашата млада популација својата екзистенција и спасот на своите семејства ги бара надвор од државата. Не само тоа, него сигурно сте забележали дека пред се во нашиот регион најзастапени култури пред се во пролетниот турнус на производство е раната зелка, култура која што има некоја пониска цена во самото производство, додека како втор турнус или втора култура која што е засадена и тоа пред се за индустријата, тоа е индустријската пиперка, додека површините под домат, краставица, пиперка која е за свежа консумација се под далеку помали проценти застапени во нашиот регион. Така. Се заканува ли тоа опасност да доведе до недостиг на храна и да сме повеќе зависни од увоз на овие производи, на доматот? Мислам дека не само во нашата држава, дека се осеќа недостигот и намалувањето на производството на растително производство и животинско производство, што значи производи од земјоделско производство е евидентно, дека лека по лека ќе се заканува и веќе се заканува со недостици на земјоделски производи и веќе крајно е, ако не е и поминато времето, кога треба да се прават стратегии во нашето земјоделие, стратегија која што ќе биде иднина на нашето производство, како и на кој начин да обстојува и својата екзистенција да ја бара нашиот земјоделски производител, а тоа ќе се постигне само, мислам, ако има една заедничка комуникација со науката, Министерство за земјоделие и самите земјоделски производители. Без тие три ченители со заеднички консултации и заедничко градење на стратегија, мислам дека нашето земјоделие ќе нема никаква иднина. Така. Ајде сега околу производството. Се жалат потрошувачите дека многу често земјоделците користат хемиски препарати кои што се штетни за здравјето. Имате ли заеднички јазик? Научија ли земјоделците да применуваат биолошки ѓубрива за да дадат подобар квалитет на својот род? Па сакајќи или нејќи нашиот земјоделски производител треба да се навикнува на сите оние новитети што ги нуди современата наука. Самата употреба на органски препарати или органски ѓубрива, мислам дека имајќи го своето искуство веќе десетина години јас ги употребувам, ќе допринесат на помали штети во самото производство или на сите оние климатски фактори под кои нашиот земјоделски произведува, меѓутоа и да се употребува хемијата. Ако се има еден правилен пристап во употребата на хемија, пред се тоа значи почитување на каренцата на самиот препарат со кој врши заштита нашиот земјоделски производител, мислам нема да допринесе до никакви штети и последици кај самиот консуматор. Пролетната зелка веќе се продава по пониска откупна цена. Земјоделците се незадоволни дека не можат да ги покријат производствените трошоци. Повеќе од половина пролетна зелка се уште не е продадена, а цените за откуп почнаа да се намалуваат. Струмичките производители велат дека се на работна одржливоста со цена од 20 денари за килограм. Оваа сезона зелката почна да се откупува по цена од околу 30 денари за килограм, за разлика од минатите години кога достигнуваше и 50 денари. Слаба цената, 20 денари што отва тук, треба да е 30 или 40 да е. Зашто не тук мачам, за џаба се мачам. Може да направите 10 динара, това нема чудно ништо. Ке нема ништо, што тук не за џаба го давам
таа зелка и за џаба се мачаме тук. За према таа година слабо. Се е покачено, килосите иде 100 динара, месо се покачи, се е покачено и никако не може да се погодат живот да остана со таа цена. Трговците се согласни дека цената не е задоволителна. Толку успеале да постигнат на странските пазари, каде во моментов има побарувачка, но зелката се бара по ниска цена. Интересот за странските пазари е голем. Има многу побарувачка. Во моментот зелката може да ја истече негде 60-70%, ама цената е 20 динара, ама не е доволно тоа. Барем 25 треба да се останеше, макар и 30, затоа што сите репроматеријали се покачени, а зелката е намалија на 20 динара. Има и интерес за зелката, јас мислам оти треба да ода нагоре зелката. Оти сетум да се постои истечена зелката и нема шанси повеќе да мислам оти што го сечеше, тоа е растение што се сече еднаш и повеќе го нема нели. Пролетната зелка и лани слабо се продаваше, а големи количини останаа и во нивите. Министерството за земјоделство потпиша договор со Аероклубот Скопје за запрашување против предизвикување на град. За прв пат овој методот беше искористен минатата година, а според податоците на сите релевантни институции се покажал како доста корисен, затоа и оваа година Министерството го одбира овој метод на запрашување во борбата против градот, за тој начин да се намалат и негативните последици и штетите кои што градот ги предизвикува врз земјоделството. Со авионско засејување на сребрен јонит, односно облаци, годинава ќе се заштитуваат земјоделските посеви од град. Авионското засејување ќе се прави со 3 авиони од Аероклубот Скопје, чија понуда била избрана за најповолна на тендерот што го објави Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Средствата во висина од 60 милиони денари се обезбедени преку програмата за рурален развој на Министерството за земјоделство. Новина во ова година е тоа што наместо 2 на располагање ќе бидат 3 летала. Со тоа што ќе се постигне подобра покриеност на целата територија на Република Северна Македонија и ќе се зголеми можноста за делување на повеќе региони кога се истовремено зафатени од појава на град. Овој метод на заштита е воведен првпат минатата година и според направената анализа на Управата за хидрометеоролошки работи се покажал како успешен. Анализата покажала дека лани имало надпросечен број денови со нестабилна облачност, при што се исплатени вкупно 1083 палки или 433 килограми реагенс за време од 180 час лет на авионите. Овој начин на заштита е еден од најсовремените и се смета за безбедна метода која користат и многу други држави. Следствено на сето ова, ние ова година продолжуваме со овој модерен начин на заштита на земјоделските посеви од град. Почитувани, климатските промени се наметнуваат како сериозна закана за земјоделското производство. Со години земјоделците се соочуваат со влијание на природни непогоди, за кои Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Комисијата за штети при владата на Република Северна Македонија исплаќаат во просек 3,5 милиони евра годишно по основ штети од временски непогоди. Ние не можеме да го игнорираме фактот дека климата се менува на целата земјина топка. Тоа е процес кој трае и кој ќе продолжи во иднина согласно сите научни истражувања. Овој начин на заштита е еден од најсовремените и се смета за безбеден метод што го користат многу други држави. Во просек во земјава се исплаќаат по 3,5 милиони евра годишно за штети настанати од временските непогоди. А како што веќе знаете, во нашата емисија редовно и стручните совети кои што за земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. Добар ден, почитувани. Трета група на пестициди, значи или заштитни средства, ѓубрива, кои што сакав сега да проговорам нешто од страна на палетата на хемомак пестициди, денеска е дел од фунгициди, дел. Затоа што ги имам огромен број што ги увезува и дистрибуира хемомак пестициди, односно сакам да проговорам нешто за профилуксот, сигнумот, аксидорот и промес.
Профилукс е системично контактен фунгицид, служи за сузбивање на голем број на болести растителни, почнувајќи од пламениците, фитофторите, потоа служи за сузбивањето на се јавува и служи за сузбивањето на одредени болести пред се како тернарија од контактниот дел и така натаму. Доза на употреба на профилуксот изнесува 0,25-0,30-0,3, односно 25 до 30 грама во 10 литра вода. За разлика од профилуксот, кој што е контактно системичен фунгицид, аксидорот представува целосно системичен фунгицид составено од две системични активни материи, односно пропимокар и се разбира цимоксамилот. Ваквото дејство го прави доста јако за сузбивањето на голем број на причинители пред се на пламеница, во периоди каде што пламеницата букнува, но поради присуството на пропимокарбот овозможува, поради присуство на втората системична компонента пред се, овозможува да аксидорот може да се употреби и таму каде што има да речеме проблем во расадот, топење, сечење или на стално место гниењето на растенијата над земјата. Кога станува збор за гниењето, би ве потсетил само за сигнумот, ботрицид, кај што служи за сузбивањето за сивото и пред се на белото гниење, значи ботрицид и склеротинија. Доза на употреба, средна доза на употреба на сигнумот е 0,1%, 10 грама во 10 литра вода, додека средна доза на употреба на аксидорот е од 0,25 до 0,30, 25 до 30 мл во 10 литра вода. Би сакал да ве потсетам за Ервикс. Зошто велам да ве потсетам? Затоа што Ервиксот пред се е наменет за сузбивањето на бактериозната пламница на крушата, кај што знаеме во вегетација, па и покасно тешко се сузбива карантинска болест, каде што може и предизвикува целосно уништување на расадите од круши. Ервиксот се карактеризира со тоа што е чисто бактериоцид, односно составен од бактерии, микробиолошко ѓубриво, односно регистриран како ѓубриво, и карактеристично за ервиксот е тоа што, да речеме, може и превентивно и куративно, да речеме ве крушите за сузбивањето на, да речеме, на крушите за бактериозната пламеница ервинија, затоа е ервикс доаѓа името, треба да се исчистат болните растенија и текот на вегетација многу пати да се убаво избањат растенијата, сите наземни делови, со тоа да се спречи ширењето и сузбивањето на бактериозната пламица. Нормално, ервиксот може да се употреби и во систем капка по капка за сузбивањето во гринарството и во другите култури, пред се мислам на вертицилиум, фузариум, потоа фитофторите, значи болести кои што се шират по површината, затоа што делувањето на ервиксот е на тој начин што овие бактерии, кои што не се штетни, почитувани гледачи за, значи еко препарат, не се штетни за луѓето, овие бактерии го населуваат растителниот дел и не овозможува да може да продрат растителни болести кои што ќе го уништат самото растение. Значи, еден вид бариера, заштита му дава на растението. Доза на употреба во систем капка по капка се движи 1 литро на декар, во прскање обично велиме може да оди 80 до 100 мл во 10 литра вода, или ова шише од 1 литар да биде за, еве да речеме, за 100-120 литра вода. Ова, почитувани гледачи, е сосема кратко за денешната емисија. Гледайте не и наредната недела и нормално ќе излеземе со исто така интересни работи. И за крај на ова наше денешно дружење да погледнеме што интересно се случува надвор од границите на Македонија кога станува збор за современи земјоделски технологии и начини на производство. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is
time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.
Поштувани, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо. Благодарност за вниманието со кое не следевте. Пријатно.